بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnosť mu pripadne samo na Allah Đelešanu, zašto samo Allah Đelešanu je dostojen i zaslužen da mu se pravi hvala. Salavat od selam od mirot i spasot neka bidan na našiot pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetot do sunniot den. Svesni sme za sostojbata во која живееме. Секогаш треба да се подсетуваме за да не заборавиме во каква ситуација живееме, за да не запамниме и да не зафати огнот, за да не зафатит огнот од теа фитне која се случува, од тој неред, од тој фесад кој што се случува моментално во Дујна. Вакви слични времена поминали во поранешни народи. Денеска ние гледаме многу голема штета му се нанесли на ислам и на муслимани. Ова штета доаѓа најповеќе во голем број и голем размер од тие дин душмани, од тие куфар кои што му нанесве штета на ова ислам и на ова муслимани. Али многу пати штетата може да биде и од внатра, од тие внатрешни непријатели, од тие внатрешни душмани на овај дин. Од тие внатрешни душмани на овај дин. Тие луѓе кои што се претвара, тие луѓе кои што нивно срце ги обзело нифак, дволичност. Кои што тие нивните дела, нивната физиономија кажуваат ислам муслиман. Нивната внатрешност криет нифак, односно куфар. Не веруваат во Аллах Đelešanu и во овај ден. Овие луѓе, ова нешто го земаат од неколку причини. Тие имаат шубе во Аллах Đelešanu. Тие им завидуваат на тие кои Аллах Đelešanu им дал хидајет, упатство. Хаседот ке ними е голема причина за тие да постанат и да добијат нифак, односно да бидат мунафици. И да не ја прифатат вистината. Ние сме слушнале дека евреи пред да се преселат, пред да дојде пегамбер алейхи селам како пегамбер, пред да добијат објава, евреи се преселие во Мекка. Знаеа тие од Теврат какви ќе бидат особините и својствата на пегамберот кој ќе биде последен во Дујна. И тие се населија во Мекка за да го дочекаат на овај пегамбер. Али кога дојде овај пегамбер, тие го очекаа. Секој момент го чекаа да дојде. Али кога се појави пегамбер, кога се појави пегамбер алейхи селам како пегамбер, тие заинаат, не го следе на пегамбер алейхи селам, зашто не беше од народот нивни, не беше од евреите, него Аллах Đelešanu даде овај пегамбер да биде од арапите. Ова е причина зашто еве не го признае на пегамбер алейхи селам. Зошто не се појави од нивното кабиле, не се појави од нивниот народ, од нивната нација. А тие го чекаа. И Аллах Đelešanu кажува за ова вие знаат вистината, ама заина не ја признава. Друга група како Абдула ибн Убеј ибн Селул. Овој беше главата на мунафиците во Мекка.
Ова беше главата на мунафиците. Ова не го призна на пегамбер алейхи селам и на Аллах Желешану не го призна со негово срце. Го призна само со негова физиономија. Остана негово срце полно со нифак, зашто имаше други цели, тој сакаше да биде крал. Сакаше да имат углед, позиција, дереже. И само поради ова нешто не го призна на пегамбер алейхи селам. Како многу вакви случаи денеска не го признават на хакот поради филан и филан. Ова не е ничива штета, само твоја штета. На никому ти не му правиш штета, сам на себе си правиш штета. Ова како еден вовед за ова тема за која ќе зборуваме. Многу опасни својства и сифати се својствата и сифатите на тие кои што се претвара, кои што надвор покажуваат ислам, а внатре покажуваат куфар. Ова е нешто за да не памниме во ова нешто. Ги зборуваме овие сифати, овие својства за да не памниме ние самите или да не подлегнеме на вакви луѓе, на вакви персони, на вакви особи. Зашто ова време, овај заман во кој живееме, време на фитне, на фесад, на неморал, разврат, кога све е испомешано, кога на секој еден му е заменато неговото место во општеството. Најдобар пример за ова ситуација да ја објасниме еден хадис на пегамбер алейхи селам. Вели пегамбер алейхи селам: "Сејати ален наси сенаватун хаддаат." Вели пегамбер алейхи селам, че дојди едно време кај луѓето, че се појават години, лажни години, години кога све ќе биде измешано во ними. Не ќе се знае на ниеден местото каде му е. Хаддаат. Юсаддику фиха ал-кадиб. Во ова време, тој што е лажливец, тој што лажи, ќе се сметат за искрен. وَيُكَذِّبُ فِيهَا صَادِقٌ. А во неа ќе се прави лажго тој што е искрен. Тој што е искрен ќе се прави дека е тој лажго. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا خَائِنٌ. Во теа време тој што имат ке него својство неправедност, што е неправеден, ќе се прави дека е праведен, дека е доверлив. Тој што е неповерлив, ќе се прави дека е поверлив. وَيُخَوَّنَ فِيهَا الْيَمِينُ. А во ова време тој што е поверлив, ќе се смета за неповерлив. Ќе се сметат за неповерлив. وَيَنْتِقُ فِيهَا الْرُوَيْبِدَةُ. قِيلَ وَمَا رُوَيْبِدَةُ قِيلَ الرَّجُلُ الطَّافِي тафи јатакеллему фи амрил ам. И во ова време ќе зборуваат, ќе бидат челници, ќе бидат одговорни и на главни функции луѓе Рувајбида. Вака име му рекле ја Расулулlah, киле уаман Рувајбида, кој се тие Рувајбида? Луѓе што не се писмени, што нема никакво знаење, а ќе бидат и ќе зборуваат за многу позади ними. Ќе бидат војџи и водачи на многу позади ними. Вакви луѓе ќе бидат челници и војџи. Ние сме сведоци на овај хадис денеска. Испомешана е цела дујна. Никој не го знае каде е негово место. Секој еден станвид да зборвид во име на многу луѓе. Тој што зборвид вистина се сметат за лажго. Сите во него гледат како лажго. А тој што е лажго, сите гледат во него како тој да е зборвид вистината. Ова е денеска теја време. Време на ова фитне, на овај разврат, е ова време за овај хадис кој зборви пегамбер алейхи селам, а ова како ќе ближи кијамет, ќе се зголем вид уште. Ќе се зголем вид уште. Али ја и ти како верници, треба да бидеме свесни
да знаеме за овие хадиси, да знаеме за овие наредби на Аллах Джелешану, кој го опишува времето кое ќе дојде, за да не западнеш, да биде на тебе водиш некој што нема за теја достоинство, што нема за теја знаење, ти да му повервиш на него, ти да бидеш негов следбеник. Немаш никаква одговорност. Тој нема никаква одговорност после на тебе. Немој да го кривиш на него. Него ја и ти треба добро да ја научиме ова вера. Добро да ги научиме прописите од ова вера, за да не западниме во некое незнаење. Потоа вели пегамбер алейхи селам: Инне ахфафу ма јахафу ала уммети ал-аиммату мудиллун. Најповеќе што се плашам за мојот уммет е од имами, од водичи кои ќе ги залутвен на другите. Кои се сами залутани и ќе ги залутвет на другите. Дуату ала абуаби джехеннем. Повикувачи на вратите на джехеннем. Ова многу опасно својство. За теја ја и ти треба да внимаваме од каде го земвиме нашиот дин. Од каде црпиме за овај дин. Кого ние го следиме. На кого ние се повиквиме. Чив дин ние следиме. Потоа вели пегамбер алейхи селам: Инне ахфафу ма јахафу ала уммети куллу мунафикин алимил лисан. Најповеќе што се плашам, вели пегамбер алейхи селам, за мојот уммет, е од секој еден мунафик со извежбан и речит јазик. Кој има речит јазик, кој знае да му го свртит умот на луѓето, кој негово е зборување како мед, ама полно со отров. Тој мед ние го гледаме и е интересен и добар за наше слушање неговиот јазик, зашто пегамбер алейхи селам вели, тој има научен и извежбан јазик. Зборуват речито, зборуват перфектно, ама теја е рекла улема како еден мед полн со отров. Не требите еден верник лесно да падне на овакви финти, лесно да падне на овакви замки. Аллах Джелешану му каже на пегамбер алейхи селам, а и на нас не поучвит и велит: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Велит Аллах Джелешану на пегамбер алейхи селам: имат од луѓето, кога ги слушаш ти на ними, те чуди нивниот говор. Само како зборуваат. И тие се кълнет во Аллах за она што го имет во нивно срце. Јас сум чист. Се кълнет во Аллах, валлахи, биллахи, таллахи, моје срце тамам. Јас зборувам вистина. И ти се чудиш, велит Аллах, во нивниот говор. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. А тој е најголемиот противник на Аллах и на пегамберот и на овај дин. Најголемиот противник е тој на овај дин и на Аллах Джелешану. И ти се чудиш во неговото зборување. Тебе те чуди неговото зборување. Немој да се чудиш. Неговото зборување е само во уста, неговото срце имат крие нешто друго. Иако се кълни во Аллах Джелешану, тој е најголем противник на тебе и на овај дин. И денеска, како кажавме, треба да бидеме внимателни. Иако некогаш во наши очи вакви луѓе ќе гледат дека праве некој дела, ќе гледат дека праве некој добри дела, али секогаш тие мунафици, секогаш тие што се болни во нивно срце, Аллах кажува за нив дека нивните срца се болни. Иако прават некој работи за ден, ако ги гледаме, за ова се крие некоја нивна друга цел. Во време на пегамбер алейхи селам, кога пегамбер алейхи селам направи Месџид ел Куба. Месџид ел Куба првата џамија што се направи. Во ова време имаш еден прима ислам и направи ридде, излезе од дин, стана несара, кршćan. Собра со него 12 мунафици, се велат во тефсир. 12 мунафици ги зеде со себе, се договорие
да напред месџид. Други близко до месџид Куба. Да напред месџид. Целта, вели, овај кршćanin имаше целта на ова негово правење беше да ги собери на верници на едно место и на пегамбер алейхи селам, да ги земвит информацииве од нив. Да знаат нивново движење, да знаат нивнава работа, додека овај кршćanin замина ке Хиракл во Рим да бара помош од него војска за да го уништи на пегамбер алейхи селам. Така денеска тие куфар соработве со овие што име нифак, што овие нивни срца се болни. Денеска некаде може би се крие и за вакви џами, вакви цели неубави. Може би. Али повеќе денеска тие невладини организации, тие вакви организации, тие такви организации, ми имаме цел само да му помогнеме на муслимани, ми имаме цел да му направиме ова, да му дајме помош на ова, а за ова све се крие исто во што го крие овие. Само да ги земе на муслимани, да ги трнет од дин, да ги оддалечат од нивната вера. Исто денеска се случи вакво нешто. И тие овие мунафици побараат пегамбер алейхи селам да кланат во ова џамија, му рекве: "Ја Расулуллах, ние го направивме ова за тие немоćни муслимани што не може да дојдат во месџид Куба да кланет овдека." Али ова беше све лага. Аллах Желешану ги откри на овие истиве, овие 12 дојдве ке пегамбер алейхи селам, сакае со негова камера да го турне во една провалија да го убие. Имаше еден сахаб со него и не успеа да го напретува, му рече: "А Расулуллах, да појдеме и да ги уништиме." Рече: "Не, зашто тие во очи на луѓе се муслимани, се верници." Рече, че речен Мухаммед ги убиват неговите луѓе. Мухаммед ги убиват неговите сахаби, другари. А тие сакаат да го убие на пегамбер алейхи селам, вакво рахме, ваква милост имаше пегамбер алейхи селам со овие мунафици. И побарае да прави намаз пегамбер алейхи селам во ова џамија, али немаше време, правеше пегамбер алейхи селам, организираше на муслимани за битка на Тебук. Кога се врати од битка на Тебук, повторно дојдве да барет од пегамбер алейхи селам да клана намаз, за да ја официализира тоа работа. И секогаш многу сме свесни да не се правиме дека не гледаме. Вакви организации што куфар ги прави наводно за помош на муслимани, за да му помогне на муслимани, секогаш се крие некој човек од дин и не се крие, тој е јавен, за да ги залажи на другите луѓе, за да ги пикне во ова кошница и другите муслимани. А за ова секогаш се крие нешто друго. Како Аллах Желешану вели за ова џамија, вели Аллах Желешану: "Аллазина аттахазу месџиден дараран ва куфран ва тафрикан бейнел муъминин." Вели тие што го зедве таа џамија, тој месџид, само да напред штета, да го помогне на куфрот и да ги разедине на верниците. Целта на овие мунафици беше да напред штета, да го помогне на куфрот и да ги разедине на верниците. Wa irsadan liman haraba Allah wa Rasul. И за да ги припремет, за да му помогнет на тие што го војуват на Аллах Желешану, на пегамбер алейхи селам, и што отпорано. Wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. И че ти се калне, вели Аллах Желешану, на тебе овие, че ти се калне дека ние не сакавме ништо освен хајр. Ние сакавме само добро дело да направиме. Ние сакавме само да го помогнеме овај дин. Валлаху яшхаду иннахум кадзабун. Аллах сведочи дека се тие лажливци, дека тие лажат. Треба да бидеме многу опрезни во вакви работи кога се случуваат. Кога наводно овие мунафици сакаат да го помогнат овај дин, кога сакаат да му напред добро на муслимани, али за тоа се крие нешто друго. За тоа се крие некоја скриена цел која сака само да му наштети на овај дин. Аллах Желешану му рече на пегамбер алейхи селам: "Ла тaqуму фихи абадан." Никогаш немој да бидеш во тој месџид. Никогаш немој да обавиш намаз во тој месџид. Месџидун уссиса ала тaqва мин awwal јаумин ахақу ан тaqуму фихи. Џамијата која е направена и што од почеток, која е изградена на таква, на богобазливост, на страф од Аллах, во неа таа има право во неа да обавиш намаз.
Значи ова да бидеме само предпазливи. Ваква сплетка сакаја овие мунафици да направат во време на пегамбер алейхиссалам. Наводно во очи правиме џамија. Во очи на сите луѓе правиме џамија. Ова џамија велит Аллах ти ја направи само за штета, ја направи да го помогне на куфрот, на неверниците и да напред да ги разедине на верниците. Само да ги разедине на верниците, да не можат верниците да се споят после ова. И затоа да бидеме многу внимателни. Од каде го земвиме мие тој илм? Од каде мие го учиме овај дин? Да не веруваме слепо, него секогаш да веруваме на човек што е искрен, што го позинаме и со аргументи. Секогаш да се научиме да бараме со докази, да не земвиме само со хава, со наши страсти. Велит Аллах џеле шану: "Ва инна каthиран ла юдиллуна би ахваихим бигајри илмин." Има такви што многу луѓе ги залутват, ги фрлят во заблуда само поради нивната страст, без никакво знаење. Без да име знаење за теа, ги залутват на другите луѓе. Илмот, динот треба да се спозни добро. Треба да се жртвува многу за да се спозни илмот, динот. Ние многу малку жртвуваме за да го спозниме динот. Треба многу повеќе. Да земаме пример Селман ел Фареси. Ради Аллаху ан. Овај сахаб во време на пегамбер алейхиссалам. Овај живееше во Персија, во Иран. Тој и негова фамилија беа обожавачи на оган. Меđuси, обожаваја оган. Еден ден помина покрај една црква. Во теа време имаше месара. Помина покрај една црква и виде како тие го обожаваат на Аллах. Кога се врати дома му каже на негов татко: "Ова вера од кршćani е подобра од наша вера." Рече: "Ова вера е подобра од наша вера." После известно време Селман ел Фареси замина за Шам. Замина во Шам да учи кршćanство. Дојде во една црква, му рече: "Немам ништо од имот, сакам да служам во ова црква и да го учам овај дин." Почна да учи. Виде дека главниот на таа црква што беше не беше добар човек. Кога умре овај човек, дојде народ и сакај да го закопет, му рече: "Немој да го закопвите, овај беше недобар човек. Ви земвеше ваше богатство и го чуваше само за себе, не даваше на никој. Каков доказ рече имаш?" Рече: "Го закопа негово богатство во филан место, кога го најде вистина беше таму." Потоа после ова замина кај друга црква, кај други поп. Овај беше на права акида, на акида на Ибрахим алейхиссалам, теухид од Ибрахим алейхиссалам. Имаше чисто вервање, не беше појавен пегамбер алейхиссалам. Учеше ке него долго време, пред да се пресели. Му рече: "После твоја смрт, кај кој човек ме пушташ ти, што е на ова вера твоја?" Потоа тој го пушти ке други во неколку места, во друго место. И тој кога се пресели во друго место и во четврто место кога дојде, тој што беше последниот, му рече: "Каде ти ме пушта сега?" Му рече: "Ја не познавам ни еден во ова дуња што е на овај менеж, што имат ова акида, што верви како мене, што е на вера како Ибрахим алейхиссалам. Али рече за тебе мужде." Во Теврат, во Инџил се кажува дека ова е момент, ова е време кога треба да се појави последниот пегамбер. Му рече че се појави во место од две страна со камења, имат палми, урми. Му опиша Мекка. Рече: "Овај пегамбер треба да има три својства. Треба да има три својства. Да не земат садака, да земат хедие, поклон. И трето својство, на негов гар, на негови рамена да има печат дека е тој пегамбер." Потоа Селман ел Фареси, ќе скратиме, значи ова е долга историја, сакаше да замени за Мека со еден караван, тие го излажае, го зедве како роб и го продадве на едни евреи, а овие евреи заминве за Мека. Кадар Аллах, заминве за Мека. И беше во Мека како роб. Служеше таму ке еден евреј. Кога слушна дека дојде пегамбер алейхиссалам, рече: "Сега е моментот што го чека." Слушна дека дојде пегамбер алейхиссалам. Кога го виде на пегамбер алейхиссалам беше со сахаби,
dojde со еден сан на урми и му рече, ова од мене рече садака. Пегамбер алейхи салам му рече на сахаби, земајте и јадите. Пегамбер алейхи салам не зема урма. Помалку време дојде со други сан. Рече, ова хедија, поклон од мене. Пегамбер алейхи салам зеде и јаде. Малку време Селман ел Фареси се вртеше околу Пегамбер алейхи салам. Го пратеше на Пегамбер алейхи салам, секогаш беше близко до него. И Пегамбер алейхи салам ја извади негова кошула и му рече, ова го бараш. Печатот. Му го покажа печат. И го прегарна на Пегамбер алейхи салам и почна да плаче. Почна да плаче. Му рече, Пегамбер алейхи салам, зашто плачеш? И му објасна цела негова историја како го барал хакот. Овде правиме му ове за долги години. За многу години го сакал овој хак. И кога го нашол, кога стасал до него, го земал онака со делил, со доказ, како му го кажал тој побожен човек. Овие три сифати треба да ги има. И за теа ми е денеска, кога земаме од некој, да го земаме теа со аргумент, со доказ. Не зашто го сакаме него, зашто е личен тој, зашто има диплома тој, зашто учел ваму тој, зашто има речит јазик. Не. Хакот е хак. И тој има најголем хак да се следи. Од секој еден се земвид и се остава. Освен од Аллах и од Пегамбер алейхи салам. Немаш ништо да оставиш. Све се земвид. И немој да дој шејтан кај некој од нас да ни направи шубе во глава дека тој е одговорен. Како многу имаме ние да кажеме. Ам тој, ако те зема тој во шија, во чафа, тој ќе те носи дјание. Не можеш вака. Ти си одговорен, Аллах ти дал разум, ти дал наредба да бараш илм, да го спозниш овој дин тамам. Зошто? Велит Аллах Джелешану, во суден ден, тие што следеле на некого, што го зеле за негов, да го следе. Велит, Раббена, хаулаи адаллуна, феатихим азабен диафен. Велит, ќе му рече на Аллах Джелешану ваквите, што следеле некого и што ги залутал. Господару, тие се оние кои не залутае на нас. Дај му на неми двојна казна, два пати казни ги. Велит Аллах Джелешану. Дај му два пати казна од оган. Кале ли кулли ди'фун, валакин ла та'ламун. За секој од вас има двојна казна, ама вие не знаете. Немаш спас ти да се оправдаш со него. И за тебе има таква казна, и за него исто. Нема да му се намали ти тебе да се зголеми или обратно. Нема тебе да ти се намали што си го следел на некој само. И се аргументираш, докажеш, ја го следам на него. Слепо следење во дин не смеј да биде. Не е дозволено ти слепо да го следиш на некого. Иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбабен мин дунилlah. Ги зедоа нивните свештеници и нивните свеченици за господари освен Аллах Джелешану. Оај, Аллах вели, ги зедоа на нивните свештеници и на нивните свеченици како господари освен Аллах Джелешану. Имаше еден што беше од сахаби што прима ислам, беше кршćan. Му рече Расулуллах, ние не ги обожававме нашата улема, езедве нивната улема како господар, не ги обожававме, не му правевме сеџде. Рече Пегамбер алейхи салам на овој сахаб, дали рече тие ви го забранува она Аллах што ви го нареди и ви го наредува она што ви го забрани? Да. Па ова е теа, рече. Ова е теа нивно земвење како господар. И ти немаш никакво право во суден ден да се жалаш. Зашто ти треба да го научиш твојот дин. Ти треба да ја научиш твојата вера. Човекот треба да внимава со кого седи, со кого се дружи, со кого живе ден и ноќе во кафе. Зошто? Човекот е од верата на својот пријател. Ако сакаш да судиш за некого, гледај со кого се дружи, тоа е све хадис. Човекот е од верата на својот пријател. Човекот е со нешто го сака. За да не се правиме пишма ја и ти во суден ден, како Аллах Джелешану вели, وَيَوْمَ يَعَبْدُ الظَّالِمِينَ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Велит зулумчарите Аллах Джелешану во тој ден, ќе ги гризе нивните прсти, ќе ги гризе нивните прсти.
И ќе речет, тешко нас, само кога би го следеле суннето на пегамбер алейхиссалам, кога би го следеле патот на пегамбер алейхиссалам, само кога би го следеле патот на пегамбер алейхиссалам. Ја ваилети лейтени лем иттахадту фуланен халила. Тешко мене, само кога не би го зел филан за мој другар. Само кога не би се дружил со филан и филан. Ќе рече тој во судниот ден. لقد أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Вели, тие ќе речет, само кога не би се дружил со тој и тој. Тој беше себе за да ја залутам. Од патот, од Куранот кој ми дојде на мене, од тој пат, од таа вистина која ми дојде на мене. Али Аллах вели, шејтанот секогаш го остава на седило на инсан. Секогаш го остава на седило. Секогаш го трга настанане. Секогаш кога треба, го остава на седило. И затоа е многу битно човекот да гледат со кого се дружи. Да гледат од кого земви. Чив дин го земви. За да не се прави во суден ден пишман. За да не се прави во суден ден од ојне кој ќе ги гризе нивните прсти, кој ќе ги гризе нивните ногти. Мунафиците од секогаш и за секогаш му сметат овој дин. Ако ги повикаш на нешто што е од Куран и Суннет, на нешто што го нареди Аллах и што го забрани Аллах Джелешану, да ги повикаш на теа нешто, тие вртат глата. Во време на пегамбер алейхиссалам, еден евреин имаше спор со еден од муслимани, тој беше мунафик. И кога дојде овај спор да се реши помеѓу ними, евреинот рече, каде да одиме, кој да ни пресуди за ова нешто? Тој му рече, че одиме кај вашиот, што е главен на вашата заедница, кај евреите. А евреинот рече, не, да одиме кај Мухаммед ибн Абдилла. Ова е најправеден. Мунафикот сакат да му суди некој други. Не сакат да му суди Аллах Джелешану и пегамбер алейхиссалам. И денес како му кажеш ова работа од дин, не сакат да ја прифати. Се оддалечи од таа работа. Ама ова е вака во дин, не. Тој ќе ти носи други аргументи како Аллах Джелешану за овој случај. И потоа дојде овие двајца ке пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам пресуди во корист на евреинот зашто тој имаше докази и тој беше во право. Овај му рече, не се задоволувам со ова. Излезе од ке пегамбер алейхиссалам, овај мунафик, не се задоволувам со ова. Замина е каде ке Омер ради Аллах. Кога дојде ке Омер му рекој, ја Омер, бевме да ни пресуди Мухаммед, евреинот му рече, Мухаммед ибн Абдилла, и пресуди во моја корист, и овај не е задоволен со теа. Рече, чекајте малку. Се влезе во негова куќа, зеде негов сейф, негов мач и му е скина глава на овај. Рече, вака треби за сите што му се спротистави на Аллах и на негов пегамбер. Себе по ова дојде еден курански ајет. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Зарем не ги гледаш тие што мислат дека верват, што се преправат, што фолират дека верват во теа што ти дојде на тебе и во теа што е објавено пред тебе. Юридуна йетехакему иля тагут, а сакат да му се суди спрема други закони, сакат да му судат тагути на ними, сакат да седнат да му се судат по нешто друго. Ти денеска му велиш ова Куран Суннет, не, вака ти, ова не е време сега, ова не е момент, ова било во време на пегамбер алейхиссалам завршило. Ова един не заврши. Ова един од Адем алейхиссалам до кијамет, односно од пегамбер алейхиссалам сега до кијамет. Не се менви ниеден пропис во овај дин. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. А на ними веќе Аллах му беше наредено да пред куфар во тој табор. А шејтан сакат да ги фрли во голема заблуда. И ако му се реши на тие што име нифак, на тие што име дволичност, дека ова работа од Куран, дека ова работа од Суннет, дека ова е дин, ова е пропис од дин. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك الصدودا. И ако му се речи на ними, прифатете го она што го објави Аллах Джелешану и прифатете го на пегамбер алейхиссалам. И велите Аллах ги гледаш ти на мунафиците како се оддалечуваат и бегат од тебе.
како бегат од тебе, не сакат да слушнат за теа нешто. Ова, браќа, го кажуваме за да се заштитиме од злото на овие што се претварат. Да се заштитиме зашто овие се умале работе за тие куфар. И ако гледаме некои дела, во очи наши, али секогаш има нешто скриено. И за да не запамниме во вакво нешто, да го прифатиме ислам онака како Аллах Джелешану го објавил, да го прифатиме на ислам онака како го живеел пегамбер алейхиселам, зашто само на овој начин можеме да бидеме успешни. Ако прифатиме ислам како на нас ни пасира, како некој други ни налаган на нас, нема да бидеме успешни во дуња, а нема да бидеме успешни ни во ахирет. Ќе пропадниме во дуња, а ќе пропадниме и во ахирет. Аллах Джелешану да не заштити од злото на тие што се претвара. Да ги заштити на сите муслимани во целиот свет кои имаат мака, тегоба, болка. Муслиман на муслиман му е брат, не му нанесви зло, не му вртит грб, не го остава на цедило. Муслиманите се како едно тело. Ако еден орган заболи, сите органи му се придружват со температура и со дремка. Куфар сака да ни го земе това својство. Да немаме грижа едни за други, да се оставаме на седило. Муслиманите се како една зграда, еден со други носач се заакнува. Иннемал муъминуне ихва. На вистина верниците се брајша. Ова е тој проблем кој му сметан на многу луѓе, што сакат помеѓу нас да направат непријатели. А Аллах прави помеѓу нас да бидеме брајша, не пријатели, брајша. Аллах не нарече како брајша. И само како така треба да се понашаме во нашиот живот, за да бидеме успешни во дуња и во ахирет. Иншаллах, Аллах Джелешану да ни даде разбирање од овие неколку зборови. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк.